Со тоа се пропагира консумеризам, значи се создава една потрошувачка култура, се создава идеологија да се купува, да се троши, да се постојано нешто, значи среќата да се бара во консумеризмот. Да, ајде сега ќе дојде слава, па ајде сега ќе дојде роден ден, па сега е нова година, па сега не знам нешто друго дошло. И гледате, човекот живее од едно за друго, за да прослави нешто или за да има некој настан, за да се собере, за да даде некоја си, не знам, материјална, естетска вредност пред другите, а при тоа во тие 2-3 месеци период размах живее страдање. Од енергетски аспект, од духовен аспект, од финансиски аспект. Па сега морам јас да соберам пари за одмор и нема да живеам, значи, како што треба нормално 3 месеци, за да можам да ги соберам парите. Гледате, човекот оди во заблуди за некои, да речеме, икс моменти, денови, живее за тие 2-3 дена, за да наведо му донесе некоја лична среќа, а и во тие 3 дена реално само рекла, казала ќе добие, ќе се дадат парите во материјализмот и ништо не сме направиле, никакви мемории, никаква здрава суштина во тие дружби, во тие собири. Се губи целата смисла. Затоа што останатите денови ние живееме реално сите во страдање, во стрес, во притисок, во губење на здравјето. И сето тоа затоа што нормалното се прави ненормално, а ненормалното се прави нормално. Со тоа што постојано се зголемуваат стандардите за тоа некое си ново, луксузно, нормално, се губи таа вистинска смисла и реалност, значи за животот како да изгледа и она што некогаш било, да речеме, во очите на другите луксус на времето, сега станува очекувана мерка, очекуван настан, очекувано случување кое што сите ние полека треба да му се прилагодиме. И тоа станува нормализирано на сметката на тоа да се изгуби најсуштинското за кое што впрочем сите ние живееме како души. За на крај сето тоа да биде производ на една слика на социјалните мрежи. И тоа е најголемиот апсурд на современото време. И сето ова што станува една духовно празна гозба во која што сите ние славиме. Мислам, не сите. Јас не се вклопувам и реков, ако треба нема ни нова година да славам, ама едноставно што да славам, морам да се прилагодам на општеството за да славам нешто, мислам да го поддржувам злото, тоа е едноставно поразување на душата, што реално јас лично можам да ја направам, а ја верувам дека и секој човек треба да се запража дали вреди да влегува во таа зона на слави. Сето ова што го кажав до сега, останува социјална нееднаквост, се продлабочува таа голема дистинкција помеѓу оние луѓе кои што се сиромашни, кои што не можат тоа реално да си го дозволат и овие кои што се навидум работат за големи материјалисти и големи пари, па можеме да го дозволиме. Значи, гледате, се прави таа разлика, се создава кај луѓето срам или вина, ако сега јас на моето дете не можам ова да му го овозможам или дозволам, јас значи сум помалку вреден, и јас сум безвреден, значи моето дете ќе страда, или јас не сум доволно добар родител затоа што не можам да му го овозможам. И гледате, се случува уништување на целата среќа во општеството. Се прави економска манипулација, тоа е еден сосема друг аспект. Со целата оваа приказна се инспирираат други луѓе. Па да јас ќе отворам сега некоја си гледај креативен сум ме бива, зашто да работам во градинка за 15-20 илјади, ќе си отворам своја фирма, ќе земам кредит, ќе поддржам едно друго зло, поголемо зло, за детски родендени ќе набијам таму огромни, која видов јас за една хартиена торта за изнајмување 1000 денари луѓе. Мислам, навистина треба да си малку глупав. Да земеш мислам, дома ќе ја направам на крај крајава за 200 денари. Реално треба да се биде разумен, треба да се биде малку самосвесен и мудар за овие нешта, да не се, ама луѓе паѓаат на ова. Тоа е најголемата апсурдност и жал во се ова. Луѓе паѓаат на овие нешта. Се залажуваат. Веруваат дека тоа е навистина. Ако не го направам, не сум кој што треба. Не сум ин во Скопје.